Добре дојдовте во процес. Што се случува со одлуката на Фондот за здравствено осигурување ортопедските помагала да се набавуваат во аптеките наместо во специјализираните фирми кои што ги продаваат или ги произведуваат? Дали оваа новина донесе подобри здравствени услуги за пациентите? Овде во студиото со мене се Оливера Донеска, мајка на Мартин, а тој е возрасен веќе, боледува од церебрална парализа, и Дејан Гацов, поранешен портпарол на Фондот за здравствено осигурување. Добре дојдовте. Добре најдов. Тука во студиото имаме едно празно столче, тоа е поканата до представник на Фондот за здравствено осигурување. Ги поканивме да дојдат да објаснат што се случува во моментот за оваа нивна одлука, меѓутоа не дојде никој. Без разлика, ние разговорот ќе си го реализираме во студиото. Деновиве, значи, се случува еден хаос со ортопедските помагала, збунети се пациентите, колички, други ортопедски помагала, колкови, протези и така натаму, пелени, се набавуваат во аптеките. Пациентите не знаат во кои аптеки да одат. Од фондот вела дека има поголема распространета мрежа. Се случи нешто со фирмите, ќе објасниме подолу и што се случи со фирмите, се раскина договорите. Дали ваквата одлука на фондот е добра и дали е баш тој вистинскиот избор да се направи на ваков начин преку аптеките да се реализираат овие работи? Па пред се треба да кажеме дека таквата одлука не е добра за крајните корисници, осигурениците на фондот, односно пациентите кои што имаат потреба од тие медицински ортопедски помагала. Раскинат е договорот со 6 големи добавувачи, кои што се ортопедски куки. Со сите всушност, тие се сите што беа во државата. Со сите е раскинат договорот. Поради одредени неправилности. И се обвинуваат, ќе кажам, и зошто се обвинуваат ортопедски куки, меѓутоа се обвинуваат дека фактурирале нелегално кон фондот 6 години. Може ли само на прашањето, како увод во емисијата, да ми одговорите дали ова е добро решение за пациентите? Воопшто не е добро решение за пациентите, бидејќи можам да образложам зошто. Има неколку моменти. Едниот момент е што има пациенти кои што за да ги земат овие ортопедски помагала, мора да одат на проба, на фитинг во тие ортопедски куки, кои што сега им е многу оттежнато или оневозможено во аптеките. Понатаму со потврда од фондот, пациентите доаѓаат во тие ортопедски куки и ги земаат тие ортопедски помагала, а во моментов треба да ги купуваат по комерцијална малопродажна цена, па потоа да изготвуваат барање за рефундација од фондот, кој што е процес кој што трае дополнително им отежнува на нив, и е помала цената референтната што фондот ја рефундира од комерцијалната што тие плаќаат. Да не зборуваме дека има и доста скапи ортопедски помагала кои што во сам старт пациентот не може да ги плати па потоа да ги рефундира. А предпоставувам дека и во аптеките нема услови да се земаат мерки во тие гужви, во не знам ние аптекарите дали се спремни за такво нешто да направат. Дали вие како родител во овој изминатиот период се соочивте со овој проблем или можеби некој од родителите споделивте со нив нешто? Да, значи од аспект како родител можам да кажам дека е добро што ги има во сите аптеки низ државата, затоа што претходно родителите мораа да одат до некаде за да подигнат пелени, се зборуваме за пелените. Не е добро за пелените, затоа што ги има од различити видови на производители, со мала абсорбција, а сепак овие деца, мислам се зборувам за мојот син Мартин, кој има 27 години, му даваме повеќе течности, нели, за да се чисти организмот и ни требаат по абсорбцијата да е појака на пелените. Од тој аспект може би е окей. Но сега, кога имаме потреба од инвалидска количка, јас се чудам, навистина се чудам, од каде да најдам обично една инвалидска количка, најобичната, собната ете да ќе ја кажам, чини некаде од 20 до 30 илјади денари. Да ја купиш
приватно, а таа е за по дома, значи За не е да за ги надвор. рефундира парите фондот потоа, така? За потоа да ги рефундира. Ама сите знаеме како оди таа процедура Со на сега во последното известување што го прочитав пишува дека известување него на порталите беше известено во весниците дека за нас ќе се рефундираат во рок од една недела. Но сега колку рефундираат? 70, 80%, така, 80%. не знам точно, значи не сум За во секое ортопедско помагало има посебна референтна цена, имало продажна цена, така да негде може да биде 80, негде може да биде и 50%, доколку е разликата толкава. И значи сега ај да кажеме јас, ние, моето семејство работиме, ќе земеш кредит, ќе земеш количката. Но што со оние илјадници семејства што живеат да не речам од пензијата од родителите. Како ќе купи количка за собственото детенце да го изнесе надвор во парк, кој што тие надворешните, мислам за надвор што се количките се многу поскапи него собните. Еве пред малку, пред да влеземе во студиото, ми се јави човек од Струмица, од фондот, подрачната единица на фондот, човекот е социјален случај, му треба протеза за синот, кој што треба да ја плати 2000 евра. Значи, од подрачната единица од Струмица го упатиле во Скопје, во една од ортопедските куќи, да си ја подигне, да си ја земе протезата, а потоа дека фондот ќе му ги рефундира парите. Човекот е социјален случај. Ама и не е тоа решение. Значи не е тоа решение. Туку така не можете да одите. Јас имам исчитано многу, имам и познавање од надвор, имам роднини што живеат надвор. Како е ситуацијата во значи дури и инвалидските колички, кај нас се универзални. Имате собна, имате тоалетна и имате универзална. Таа универзална као и за дома и за надвор. Значи, особено за церебралната парализа во Америка, во Канада, таму се прават според потребите на детето. Значи, инвалидската количка се изготвува според потребите. Ние, последната количка што ја земавме за шетање за надвор, за Мартинче, беше со граничник помеѓу нозете, затоа што обично нели тие се смакнуваат. Мартин не сака вака да седи како што седиме ние тројцата, него налегнат. И сега тој граничник беше направен од не знам тоа алуминиум ли што ли е, вака како самоставено, и за 3 минути алуминиумот се скрши, отиде и таа количка практично стана непотребна. И моравме после тоа да купуваме, да увезуваме од Колку надвор. веќе имаше таа количка од надвор? Па сега сестра ми плати сето тоа, така да Сигурно е не знам, скапа и не е скапа. достапна до сигурно, многу пациенти, бидејќи по еден ист стандард сите колички се прават. Треба значи да се направи ревизија една на детето, затоа што церебрална парализа не значи дека сите деца исто седат, исто прават. Бевте портпарол Да. извесен период во фондот. Можно ли е, значи рековме сега дека 6 фирми има кривични пријави, се води истрага за нив, кај нив се откриени неправилности, правеле со фактурите што фактурирале наводно некои нели ортопедски помагала кои што не биле потребни. Можно ли е фондот да не знае толку долг период што се случува со ортопедските фирми? Можно ли е да се замешани и нивни вработени во фондот? Дали од фондот не одговорија дали водат истрага, внатрешна истрага? Вака сега логиката кажува дека најверојатно фондот знаел. Бидејќи 6 години тоа траело, официјално, 6 години се фактурирани поголеми суми кон фондот од овие 6 компании, со тоа што тие 6 компании кажуваат дека не се криви, бидејќи таква била класификацијата. Да ви објаснам дека ние немаме класификација на ортопедски помагала во државата. А таа класификација ја изготвува Министерството, односно имаме, меѓутоа не е правилно. Што значи тоа да објасниме? Министерството е должно да изготви национална класификација за ортопедски помагала. И за секој од тие ортопедски помагала, понатаму бирото за Агенцијата за лекови и медицински помагала, што е во рамките на Министерството, дава решение за ставање во промет. Денеска, во денешницата во Македонија, имаме многу лоша класификација која што е единствена во Европа. Односно, секој ортопедско помагало од таа класификација треба да влезе како ортопедско помагало, потоа опис
зашто е му функцијата Наменава. и слика. А ке нас имаме на пример класификација и решение за ставање во промет, каде што на пример неколку ортопедски помагала се ставени во едно решение за ставање во промет, односно една шифрена класификација. Само ќе дадам еден пример. Имаат доста пациенти кои што имаат потреба за било какво ортопедско помагало, надворешно зборувам, кој што ќе му помогне при повреда на нога. Ама тоа може да биде колк, колено, бутната регија или скочен зглоб. Од Министерството има решение за ортопедско помагало за ставање во промет само на нога. Тоа е целиот, еден од проблемите, бидејќи имало повеќе проблеми, меѓутоа тоа е најголемиот проблем, кога тие ортопедски компании давале било кој дел за ортопедско помагало, било кој дел од ногата, тие фактурирале според решението на Министерството цела нога. И во тој случај имаме многу случаеви каде што, например, цената на давање на ортопедското помагало на пациентот реално е 6.000 денари, а кон фондот се фактурира вкупната цена која што е 60.000 денари. Проблемот е што тоа траело 6 години. Сега, Како одеднаш сега излезе? Добро, да не бидеме адвокати сега и на фирмите. Не. Можно е да кажам, можно е во фондот да не го знаеле тоа. Меѓутоа, ако е таква ситуацијата, пак е фондот одговорен, бидејќи нема стручни вработени во неколку сектори на неколку инстанција. Тоа не верувам дека е така. Значи не може 6 години да се случува тоа без некој да го примети и да го знае. И понатаму, муабетот е дека е утврдено дека тие фирмите фактурирале неправилно, и се прекинува соработката со фирмите. Иако во договорите со фирмите кои што ги склучува фондот, стои дека може да има казни со фирмите, опомени, веднаш е раскинат договорот. Не навлегувам кај фирмите. Сакам да кажам дека фондот не е етички да го направи тоа, да го раскине веднаш договорот, не заради фирмите, заради пациентите. Да, токму тоа сакав да го кажам. Не знам зошто и фирмите не сакаат да излезат јавно. Не навлегуваме во тоа. Не навлегуваме, не сакаме да бидеме адвокати нивни и да ги правдаме. Или да ги обвинуваме. Постои истрага, точно така. Си постои истрага во обвинителство, но во вашиот период дека бевте во фондот, имаше ли вакви некои околу фактурите, имаше ли нешто околу ортопедските помагала? Прво морам да кажам дека до 2012 постоеше комисија во фондот која што ги испитуваше дури за ваквите ортопедски помагала. Ги испитуваше индивидуално случаевите да нема злоупотреба од страна на доктор кој што препишува, од страна на ортопедските. Не знам од кои причини таа комисија во 2012 година престанува да постои. Меѓутоа, чиме 6 години, тоа е баш во моментот јас кога давав оставка јуни 2010, ова се случува од крајот на 2010 година. После скандалот на давањето на оставка, да. Да, значи 6 години тоа трае, фондот као не го приметува, нема човек од нив да каже зошто тоа се случува. Меѓутоа, нив ке треба да ги прашате зошто во 2012 година таа комисија престанува да постои, која што ги контролирала дали секој пациент има потреба и баш дали од тоа ортопедско помагало. Зошто се плашат фирмите да излезат? Предпоставувам за тоа што се мислам, само моја предпоставка, кажавме да не бидеме адвокат на фирмите, предпоставувам за тоа што сите години уназад сите се плашат од оваа власт. Слушнавме и на тие снимки како обвинуваат бесправно, како затвараат луѓе бесправно, како затвараат фирми. Но на нив им се заканува клучна врата во многу скоро време. Ако вака продолжи, значи преку аптеките им се зима работата. Тогаш треба да се свестат и да се организираат. Две фирми кои што произведуваат, другите ги увезуваат, тоа значи дека ќе затворат. Па кој знае дали ќе затворат? Мислам, еве сега ние каде би оделен. Значи информирана сум дека една од фирмите веќе представништвата во Кавадарци, Велес, Штип се подготвува да ги затвори. Добро. Вие контактирате со многу родители, веројатно сте и во тие Facebook групи. На што се жалат најчесто? Овој премин од ортопедските куќи во аптеките, информирани ли се една, што најмногу се жалат, слушам со ортопедските чевличиња, исто така плаќале 2000 денари. Прво бевме сите збунети. Од каде сега оваа новина? Зошто сега? Зошто баш токму сега? Зошто токму нас? Стално нешто на децата со посебни потреби нешто им се случува. Наместо да одиме кон подобро, нели, како што секаде во светот се лицата со посебни со потреби се број 1, ние сме најдоле.
И бевме сите збунети. Јас лично имав извадено потврда за која што требаше да ја заверам во социјалното, за да подигнеме пелени за октомври месец. Беа земени на 4 октомври потврдите за октомври, ноември и за декември. Значи за до крајот на годината да се покриеме со заверката. И беше керката на 26-ти, отиде во социјално и се врати од таму револтирана, изнервирана, не сакаше да ми раскаже што се случило. Само и кажала дека не може да изавера, дека треба нови потврди. И јас на 16, напишано на листот, на 16 демек да одиме. И јас на 16-11 бев кај матичната лекарка по нови потврди. Повторно истата процедура? Повторно, да. И потоа отидов вчера во социјалното, ми дадоа потврда, нели, врз основа на решението кое што го има Мартин, и листа во кои аптеки јас можам да ги подигнам пелените. Сега ми дадоа листа, да. Претходно на родителите кои што биле немало се уште изготвено такви листи, а сега веќе имаме. Тука и медиумите имаат влијание, најверојатно затоа што стана бум, мислам, бевме сите шокирани. И сега имаат проблем оние што користат ортопедски чевли. Треба да се земе мерка. Да, мора да се земе мерка, тоа не може, да. Ама тоа сега го направија да го кажам приватно, нели? Затоа што во соопштението на ФЗО кога го читате, вели тамо, значи пациентот, осигуреникот да си купи сам, нели, на свој трошок, и потоа да дојде да ги рефундира парите. Значи, сега јас, ако сум корисник на чевли, да речем такви, ќе одам во Славе или Бауерфилд или било каде, мерка една, мерка друга, мерка трета, додека не ми погодат тоа што треба и после ќе ми направат, ќе си платам јас и тоа треба да го носам во фондот за рефундирање на средствата. Поголеми компликации за пациентите. Поголеми компликации, ама и не само за пациентите. Значи, па дури и за државата. Јас верувам дека, еве како домаќинка сега ќе се кажам, значи кога купуваме на големо, се ни е поевтино. А кога се купува вака, значи сега и тоа што ќе ми го рефундираат они мене за количката, сигурно ќе ја платат, рефундацијата ќе чини многу повеќе него кој ќе имаат договор со куќа за да се набави на големо. Апсолутно. И јас барем така. Што е најстрашно и ситуацијата на клиниката за ортопедија е страшна. Таму со месеци, дури цела година не се прават операции. Сега ќе ви кажам поштено. Немаат Да, за мајка ми чекаше многу долго. Немаат ништо. И сега ги погоди и ова. Од ортопедија две работи ќе ви кажам. Прво за ова што се надворешните помагала, кои што ги издавате овие ортопедски куки. Тие ги препишуваат докторите од клиниката за ортопедија, ги кажуваат на пациентите, они имаат добиено допис дека треба да им кажат на пациентите дека се препишува тоа помагало, меѓутоа пациентот сам треба да се обезбеди пари и да одат во фондот да се информираат. Не сме да дават повеќе информации, фондот се ќе ви информира. А што се однесува за тие што ги вградуваат натрашна со операција, од март нема операции за колкови, а од јули нема операции за колена, освен кога ќе одлучат некои итни операции, тоа се многу малку на број. Меѓутоа треба да буџетот нема ни итни, само сообраќајните несреќи и тоа буџетот е ист и никој од докторите не знае зошто е тоа спречено. Немаат уште тендер. И подпишуваат целата ситуација и ова и тоа ги погодува пациентите. Значи од ниедна страна дури и ако имате пари на приватно да се окупите, нема да ве оперираат бидејќи докторите подпишуваат изјави дека е кривично дело да се каже на пациент еве вие купите си, ние ќе ви вградиме. Не смеат да прават така операции. Значи нема, замрено е. Стои во место. Оди у Систина. Таму оперира, добро. Не знам дали на на штета на јавното здравство. Така, го имаме приватното, не знам, тоа треба да си кажат во фондот и во министерството. Оливера, вие сте позната, за вас се слушна во јавноста, откако минатата година упативте на отворено писмо, всушност писмо до екс-премиерот Груевски. Што ве натера да го напишете тоа писмо? Револта и мака, неверојатно.
Знаете како, Мартин додека не наполни 26 години, јас никогаш не сум разгледувала по тие закони, што не следува, како не следува, кои се законите воопшто за децата со посебни потреби. Мартин наполни 26 години и сега мораше... Да, и лани кога наполни 26 години и добивме известување дека посебниот додаток веќе му се укинува. И онако се фрапираш и сега што и прашуваш нормално, бевме до труд и социјала, по подрачната единица, за да ни кажат што како треба и се тоа кажување некако е во делови, како да ви кажам. Значи, наместо да еве еден лист, ви треба тоа, све да направите се, тоа така во делови. И ги истрчавме тие работи за добивање на туѓа нега и за мобилност. За мобилност мора да се носи на комисија, што за мене тоа е едно... Повторно докажување на болеста која што е трајна, така? Да, нонсенс, мислам. Таа комисија, децата со ваквите деца, како Мартинче со церебрална или ред други деца, се сврстени со сите оние баби и дедовци кои што добиле мозочен удар ваму таму, не може да се движат и сме ставени во ист кошт. И сега прашање ми е и денеска, зашто таа комисија, зашто не се направи некоја комисија што би одела дома, значи не може секој да го донесе детето во терминот кога ви е закажан. Како прво, јас лично ние живееме во зграда на 7-ми спрат. Јас се лечам од карцином, сум под хемотерапија постојано, мажот ми има дискус хернија. Лифтот ни е стар затоа што зградата е стара од 72 година и немаме рампа на скалите во влезот. Што значи треба да се погоди сопругот да му е кичмата вред, лифтот да работи и јас да немам времена терапија. Но кажавте и некои други битни моменти, дека Мартин не може да се потпише, дека не може да се слика. Да, затоа сакав тргнав од таму. Значи, за да се обезбедат тие решенија, за додека да стигнеш до таа помош што ја дава државата, значи Мартин мора да има лична карта. Што за мене тоа е чиста глупост. Значи, да малтретираш дете, да го носиш во МВР, не е расположено детето секогаш за да го сликаш и да го застанеш така како што треба да се слика, нели? Да се извади трансакцијска сметка. За да се извади трансакцијска сметка, затоа не бевме во Центарот за социјални грижи, каде што еден од родителите мора да се откаже од родителското право, се доделува на еден родител старателско право. Зошто е тоа така? Навистина не можам да разберам, при живи, здрави родители, неразведени, мислам, ајде да сме разведени, ајде ќе речам, треба. Ама вака не гледам навистина причина зошто треба тоа така да биде. И се као еве ја болежликавата, еве сопругот да биде старател. И се тестираше, го тестираа тамо пред еден психолог прави тест, а околу колешките што си работат во канцеларија, што е многу невкусно. Значи, некој психолошки мене да ме тестира, јас тоа би сакала да сум јас и вие и сами во просторијава, а не така заедно. Али добро, нема везе, ги поминавме сите тие работи што требаше да ги поминеме, кои што се мачни и не сакав други луѓе да користат, да го трпат сето тоа, како да ви кажам. Затоа излегов со писмо за да посочам, мада има уште милион работи кои што треба да се решат и да се направат. И многу работи во законот да се сменат. Да, во законот за здравство. Двете министерства се многу тесно поврзани за труд и социјала и за здравство. Мора да седнат. И многу посакував да седнат, да решат заедно, да изслушаат други родители, затоа што јас знам да кажам за церебрална парализа, ама јас не знам да кажам за Дауно, за аутистите. Добро, предпоставувам дека вие освен витамини, суплементи, користите и други лекови. Да. Може би вие користите од позитивната листа, но има родители кои што даваат голема сума на пари на лекови.
Често слушаме по последно време, сега ќе се префрлам на рефундацијата на лековите, дека нели на намалувањето на цената на лековите, дека постојано паѓа цената на лековите, дека имаме ние многу ефтини лекови. Како да го објасниме тоа? Дали јас не знам пациентите дали го чувствуваат тоа намалување на цената на лековите? Ние за Јас лично како пациент или некој од мојата фамилија нешто не сме почувствували. Јас колку што се сеќавам до лани, на пример, од лани и годинава Мартин ги пие истите лекови. Ги погледнувате ли цените без разлика што се? Не ги погледнувам, него фискалната сметка ми текнува по фискалната сметка, што го земаме за цел месец да имаме да е покриен за терапијата. И ако до лани била сметката 1200 денари партиципацијата, затоа што не сме земале таа потврда за ослободување од партиципација. Тоа го разбрав сега, дека како да ви кажам, нема кој да ви информира што ви следува, што не ви следува, треба да истражувате сами. И сега случајно во групата со родителите дознав дека имаме право на ослободување од партиципација со потврда која што треба да се земе од Министерството за труд и социјала, за да не плаќаме снимања, за да не плаќаме лековите партиципацијата, за пелените партиципација, за се живо и диво. И сега ако лани беше 1300 денари сметката, годинава знам дека е 1900 и нешто. Значи, прво ќе кажам за информираноста на различни групи на осигуреници на пациенти. Се направија толку скапи кампањи, збориме по 1 – 2 милиони евра за некаква информираност со реклами, суштински не се информирани осигурениците и пациентите за своите потреби. Како за ослободување од партиципација, како на пример има закон каде што од секој лек кој што е ставен на позитивна листа, секој по еден комерцијален лек од генерика треба да биде без доплата. Пациентите не се информирани и најчесто пациентите купуваат лекови кои што имаат помала или поголема доплата. Од друга страна, цените на самите лекови кои што се плаќаат со партиципација се рекламира дека ностоп се намалуваат, меѓутоа некој ќе се намали помалку, некој кој што нема се каже ќе се зголеми и страшно е слаба информираноста. Тука само треба да додадам дека имаме и најранливата група, тоа се пациентки со ретки болести, каде што најчесто тоа се млади луѓе, деца и млади луѓе. Еден куп лекови, сега ќе ви објаснам, еден куп лекови не се ставени на позитивна листа. Или се ставени на позитивна листа некои лекови кои што не се одвестуваат со најдобрата терапија за таа болест. Само да ви кажам, доколку се стават лекови на позитивна листа за сите пациенти кои што имаат ретка болест во Македонија, тоа државата, односно Фондот за здравствено осигурување, ќе го чини 4 до 5 милиона евра годишно повеќе. Може би заради тоа едно 5-6 години позитивната листа и не е сменета. Јас колку што знам, само еден лек има. Менче, знаете ли што значи 4 до 5 милиона евра годишно повеќе ќе бидат покриени сите пациентки со ретки болести без разлика на нивната социјална ситуација, дали имаат или немаат да ги платат тие пари за тој лек. Меѓутоа не се случува тоа. Има лекови на позитивна листа за одредени видови на ретки болести, за повеќето ретки болести нема лекови на позитивна листа и никој не одговара зошто тоа не се прави. Наводно нема пари, меѓутоа ви кажувам, 5 милиона евра е помалку од 4 лава на Гоце Делчев. Лекувањето на пациентите е уставно загарантирано право и нема оправдание. Нема. Да не се стават лекови на позитивната листа. Ситуацијата само со ретки болести. Не збориме само за ретки болести. Морам да ви кажам, нема современи лекови. Морам да ви кажам и за други лекови, каде што моментално имаме и ситуација во болниците во државата и во клиниките, каде што снемува лекови и медицински материјали за работа, а тоа е за тоа што Министерството сакаше да министерот каже дека ќе направи за поевтино заеднички тендер да набави за клиниките и за болниците, па потоа не го направи тоа, испадна дека тоа не е добро решение и моментално клиниките земаат на реверс лекови, што е незаконски апсолутно, бидејќи не е направен тендер, а и во моментов да се направи тендер, постапката е дека треба околу 3 до 4 месеци додека се заврши целосно тој тендер за да се набават тие лекови и клиниките отидоа кон мерка кажување на пациентите купете си сами лек или медицинско помагало, кој што фондот понатаму ќе ги рефундира. Бидејќи така, ќе испадне дупло плаќање на фондот, бидејќи фондот им плаќа буџети на тие клиники, се врши, да кажеме еден вид хајка,
имам информации овој месец дена, од Министерството за здравство ги повикуваат директорите на клиниките на болниците под кривична одговорност да подпишуваат изјави дека не смеат да им кажуваат на пациентите да купуваат лекови. Да, тоа стоеше и како соопштение. Да, сега подпишуваат дека не смеат да им кажуваат да купуваат лекови, се со цел фондот да не рефундира повеќе пари. Меѓутоа, ако не смеат, кој ќе ги лекува пациентите и со што? Да се зима бесправно, легуваат директорите секако во криминал, да зимаат бесправно, без тендер, на реверс, мислам, ситуацијата не е добра во моментов. Од сите страни, значи, врз грбот на пациентите. И од сите страни е врз грбот на пациентите. А и доколку да кажеме, да се каже, ајде добро, немаме лекови, немаме тендери, нека купуваат пациентите, фондот ќе рефундира. Јас ви гарантирам дека 70% од пациентите ќе се чудат од каде да најдат пари за лекови и медицински материјали, на пример за операција. Тоа е нешто страшно. Па да. Јас имав едно искуство, сега не знам дали е тоа, е ортопедско помагало. Оперирана сум од карцином на дојка и лани не го прехлани. Сакав да ставам силикон. Нели комплетно да. Па не, тоа е повеќе од психолошки аспект за пациентите. И тоа е прашањето, како во вакви случаи ќе се зема мерка во аптека? Нема мерки во аптека. Не, во аптека тоа не се зема, тоа зема мерка докторот што ќе те оперира. За ортопедски не зборам за силикон, нели? За протезите, да. Кој тоа ќе го прави во аптека? Па нема, ќе оди пациентот во куќата приватна, па ќе си го купи. Не, ќе го купи сам, ќе си го купи сам. Значи, сега таа, на пример, се повторно на истата работа, меѓутоа ако збориме на пример за појас за кичма, ако збориме за помагало за колк, може тоа да се. Аптеката едноставно ќе каже извинете, ама ние не може да зимаме мерка, не може да не ви го направиме, тоа е апсурд да се купи фабрички, тоа мора да се направи и пациентот ќе мора да се договори со аптеката да отиде до таа куќа некако да го купи малопродажна цена понатаму, што е доста скапо да го купи во малопродажна цена, па фондот ќе му фундира 50 до 70%, ем ќе изгуби, ем не може да ги најде парите, ем е шетање наваму натаму. Значи пак ќе кажам, без разлика што се случило овие 6 години меѓу тие добавувачки куќи и пациентите, државата, во овој случај Министерството и Фондот за здравство, работат на штета на осигурениците и пациентите, работат на штета на оние за кои што треба да работат. И тоа не е добро. И апелирам, знам дека ќе има избори, било кој на влада да добие, дали сегашна ќе остане, дали ќе се смени, поднаитно мора ова да се реши, бидејќи имаме огромен дел на пациенти, зборам десетици илјади пациенти кои што годишно имаат потреба од вакви помагала. Да, еве го и одговорот од фондот во соопштението вела дека бака на подобар начин се покривани цела држава, дека има 332 аптеки, ама тоа е дека само не за постои пелените. хаос. Не е така како што велат они. Тоа е само за пелените. Да не излезе дека ние ги критикуваме, а не се тука таман присутни, работа. тоа е тоа соопштение од нив. Убаво е што се дадоа пелени во апотеките. Јас пак ќе кажам затоа што има само од ортопедските куќи своји представништва низ неколку градови, нема во секаде. Така. Но морам да кажам за пелените, морам да кажам само за пелените, намалија од 96 на 84 и плюс се потенки, така да тоа е големо намалување. 90, сега вчера потврдата што ја земав се пак 90, ама не сме ги подигнале сега, не можам да кажам каков е квалитетот, али од она што го слушнав од родителите, значи една мајка земала од Eurofarm, се пожали дека се тенки, а друга мајка има од F72 и F73 категоризација, тоа чинаме Даунов. Детето е мало, во апотеките немаат пелени за мали деца што се со посебни потреби, него сето тоа се рачуна како за универзални за возрастни, да. Да, и само за возрастни има, па сега се уште чека, до тогаш се ги купува приватно. Значи без разлика на кривичните пријави, без разлика на таа истрага што се води, што и фондот мора да си води собствена истрага внатре во своите редови, ова можеше да се реши тоа па ме чуди мене начин во интерес на пациентите. Да. Јас ви благодарам што бевте. Благодарам.